Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnува. Houston, we have a problem. Добар ден, добро дојдовте во моето редовно радио шоу на Радио Слободна Македонија, секоја среда од 17 до 18 часот во ова намуртено, наоблачено, сиво, мајско попладне, приквечер. Отприлика каква што е атмосферата временска, така е и расположението меѓу луѓето, иако ја сметам дека не треба да е така, дека во Македонија, на македонскиот народ и воопшто на оваа територија, на етничка Македонија, секогаш било тешко со години, 2350-2400 години, така да и вакви тешки моменти се моменти на предизвик, моменти дадени од Бога да не челичат и да не предизвикаат, и за да можеме да покажеме дека сме правоверни, вистински, во случајов православни македонци. Вчера имаше еден ивент. Имаше собирање пред Општинскиот суд еден Скопје, така наречен кривичен суд, во 9 часот наутро, каде што првата од трите групи на луѓето што влегува во собрание да си ја бранат државата од криминалци, почисти и неуставни агенди, акции и случувања, се практично судени за Македонија. Сите тие се со пресуди кои се условни, значи ќе можат слободно се шетаат, да се слободни, нема да се затворени, меѓутоа сепак се тоа осудителни пресуди, што да кажеме сите нешто имаат еуфорија, дека еве ги ослободија браќата, меѓутоа не мислам дека не е така, бидејќи тоа се осудителни пресуди. Човек со таква пресуда не може се работи во државна служба, не може се работи во безбедносни служби, не може да земе дозвола за оружје, ловечко, например, и така натаму. Така да тоа е една мека обланда. Визави, спротивно од тоа, се уште нема пресуди за сите оние што овде карши пред владата на Република Македонија, кршеа, тепа, повредија многу полицајци. Исто така нема никаква пресуда, никакво гонење, никакво судско рочиште за оние што го нападна и го претепа Тодор Петров. Така да сме во една ера на рушење на целиот светски систем преку воведување на двојни стандарди, односно на стандарди на силеџии. И сега од тука натаму ништо не треба да не чуди, од многу одамна натаму ништо не треба да не чуди. Двојни стандарди, ете во Брисел, сега во овој момент се наоѓа наместо премиерот на Република Македонија Емил Димитриев, кој е законски се уште премиер, се наоѓа некој кој е со некоја формулација одбран да биде премиер. Таа е формулацијата, одбран да биде премиер. Кој го одбрал? Тој за себе тврди дека е црпнат од нива. Могерини за него вели дека он одбран, и се така некои налудничави конструкции на зборови кои ништо не значат и се може да се протне. Меѓутоа факт е дека западниот свет, пред се Европската унија во овој случај, тера една агенда на силеџија, на насилник, на рекетар, кој руши се пред себе, не почитува ништо. Сите можни меѓународни одредби, закони, договори, повелби се срушени уште со нападот, бомбардирањето на Либија, на Гадафи, предходно со бомбардирањето на Србија, со отцепувањето на Косово, 300 други чуда, нели? Со насилното преземање власт во Украина, каде сакате се може да броиме до безвесе, вклучително и во малата Македонија. Насила, набутување на Црна Гора во НАТО,
недозволување на црногорскиот народ да излезе на референдум. Па доколку е референдумот про НАТО, нека си влезат луѓето во НАТО. Меѓутоа, сите тие што се себе промовираат дека се демократски држави, дека се општества со на највисоко ниво на човекови права и слободи, слобода на говор, слобода на размислување, слобода на пишување, слобода на новинарство, тие се всушност се работи за едни тешки фашизоидни нацистички тирании кои ги делат луѓето, прават еден апартхеид, значи ги делат луѓето на тогаш во времето на расизмот на црнци и бели, а сега ги делат на нивни и други, на подобни и неподобни, значи присутни сме на комплетното рушење на целиот на комплетниот вредносен систем во светот, каде што веќе црквата не е важна, верата. Еве, не мора да е црквата, не сме сите не знам какви следбеници на било која црква, меѓутоа верата секој си верува. Каде што фамилијата не е важна, каде што од Бога дадените предиспозиции на маж со тестиси и на жена со јајници исто така веќе не се почитува. Едноставно светот е во времето на нашиот век, значи тоа е, ние сме сведоци кои сме или немоćни или па може добро лесно да не обвинат идните генерации дека сме биле сите ние кукавици кои така не сме се дигнале, не сме се спротиставувале на овој идиотски нов променет свет. Вториот настан на кој присуствував во неполни 24 часа беше денеска во село Стајковци, каде што на еден од оние наши бранители, член на единицата за брзо распоредување, Бобан, му беше поставен споменик како еден гест од општина Газибаба и воопшто од граѓаните на таа општина и неговите соселани се собра. Навистина добар, доста народ и на патрониот ден на да кажеме на славата на селото. И таму исто така бев, и таму беше една така атмосфера. Да луѓето изгина, а тие кои пукаа на нив, кои ги стрелаа, кои им пукаа во грб, кои ги убива, еве денес се уште не се осудени, не се пратени на долгогодишна доживотна затворска казна. Напротив, политичката опција на Зоран Заев СДС-Ш најавува дека сите тие случувања, вклучително и она на Смилковско езеро од Стајковци оддалечено 500 метри, значи се нешто таму се случува. Потоа Сопот и слични такви инциденти, сите тие ќе бидат амнестирани и сите тие зверови, криминалци, убијци ќе бидат пуштени на слобода, бидејќи тоа за такво нешто се договорил Зоран Заев да исполни за да добие поддршка од албанската заедница и да собере 49 пратеника, плюс да ги собере сите други албански партии околу себе. Сето тоа спротиставено од другата страна на само 51 пратеник на ВМРО ДПМН предводена од Никола Груевски. Значи, едно травматично време, еден време каде што тие што треба да преземат акција не презема, време каде што сега од затвор со условни ќе се радуваат на условни казни луѓето кои влегува во собрание. Многу пати напишав овие од 27 април наваму, тие не влегува во собрание заради себе. Не влегува во собрание заради себе нешто да земе фотелја или да добие кабинет или ауто. Не, влегува од две причини, затоа што нивните представници кои гласале во собранието не ја исполнија својата задача, за која се изгласани од нас, не се спротиставија и технички со исклучување на микрофон и со сила, со излегување на
на бината и применување сила на човек кој пее туѓа химна на микрофонот на нашето собрание и додека исто така не се спротивставија на нелегитимното, нелегално, без никаква основа гласање на човекот кој сега дури и про ВМРО медиумите го нарекуваат председател на парламентот. За мене тоа не е председател на парламент, тоа е илегалец и криминалец. Тоа е за мене. Секој како сака. Секој си има право на свое мислење, меѓутоа секој зад своето мислење ќе стои и ќе си влече консеквенци. Така да, велам, тие луѓе не се влезени заради тоа што нешто за себе правеле или ова, не влегле заради нас, сите други кои не сме влегли или не сме биле во Македонија, не сме биле во парламентот, меѓутоа влегле и заради тие што се во парламентот, заради нивните фотели, заради нивните бенефици, мислам посредно сега, заради нивните секретарки, автомобили, мобилни телефони и слично. И сега, на поддршката на тие браќа кои влегоа тамо, од сите јавни личности од Македонија, од сите, политичари, аналитичари, информатичари, професори, едно, друго, трето, од сите беше само Миленко Недолковски. Да не грешам душа, беше и Стефан Влахов Мицов, меѓутоа да не заборавиме дека човекот е од Бугарија, е бугарин, кој тука живее, работи, се бори за македонската кауза, меѓутоа во македонскиот дел од пеколот, единствен кој беше таму беше Миленко, значи ниту еден друг. Глумци, режисери, професори, интелектуалци, новинари, политичари, бивши, сегашни, оние што сака да се идни, младина, дури и членството на македонските патриотски здруженија не беа присутни со образложение работен ден, работно време и така натаму, па ме подсетува сето тоа на моите текстови кога се смеев на шарените што сабота недела и верски и државни празници славеа, се оде у Грција, па не протестираа, тогаш нив им се смеам, сега гледам дека на сите страни всушност било исто, кога нешто се работи и прави, нема празник, нема делник, нема нова година, нема ништо, нема сабајле вечер на вечер. Ама, ете, се доведовме во една ситуација во која било кој, било кому да кажуваше, било кога немаше да верува, но изведен еден перфектно осмислен и извонредно силно isfinansиран преврат и од спротивната страна немаше апсолутно никакво сознание дека ќе дојде до такво нешто и со самото тоа немаше и никаков отпор. Ова е Миленко Недолковски на брановите на Радио Слободна Македонија, кој според банерот се слуша во Боја, во Скопје кој се слуша на 96.0, со емисија која ќе трае до 18 часот. Оно што можам да порачам е се две работи, Македонија на македонците и проклети да се предавниците. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Како штубаво си кажа песната, орли по дворови да ни колваат, светот слеп да биде, комплетно вака во неколку збора од легендата на македонската музика, испеано, кажано и дефинирано. Инаку денеска е денот на светите отци. Луѓето кои, македонците кои тргнале од Македонија и со македонското писмо дале писменост на сите народи словенски. До големата Русија, до Србија, до Бугарија. Иако бугарите не биле словени, биле татари, меѓутоа ете и на нив. И до Моравија, значи, во целиот овој
да кажеме, централен и источен дел од Европа. Обично на овој ден со години, највисоката македонска делегација, премиер или председател, оди во Рим да се поклони на моштите, а претходно да биде примена и од папата. Актуелен. И многу пати имаше дури проблеми, дури натегања кој ќе оди председател или премиер, па една година премиер, втора година председател, па кога сака разните редакции новинарски да направат као нешто инцидент или немало разбирање или биле скарани председателот и премиерот, било која партија. Одма велеа, овој сака да иде во Рим, ама овој не му дава, тој ќе иде, овој ќе земе авиончето државно, тој нема да го земе и така натаму. И оваа година никој не отиде во Рим, ниту председател, ниту премиер. Ниту лидер на една партија, ниту лидер на друга партија. Лидерот на ВМРО е некаде во Охридско, лидерот на СДСШ е во Брисел. Не знам, навистина, премиерот Емил Димитриев каде е. Во Рим е, според моите информации, Никола Поповски, а председателот на држава Ѓорги Иванов е во Москва. Таму вчера прими орден од Руската црква. Иако да не заборавиме, се е во ред, Руска црква, таа е најмоćната црква, помоćна е и од Цариградската, меѓутоа, сепак е тоа црква која нема признаено нашата автокефалност и тоа е црква кој го прати својот црковен министер за надворешни работи, да бара да биде ослободен криминалецот Вранишковски, со самото тоа кој е ослободен и да му биде признаено неговото дејствување, дејание просрпско работење овдека во Македонија. Но не и се добро, голем орден е тоа, голема почит и тука нема секоја чест за тоа што рускиот патриарх го направил во однос на нашиот председател Ѓорги Иванов. Денеска е Ѓорги Иванов примен од рускиот председател Владимир Путин, меѓутоа што се однесува до спасот на Македонија, тоа мене ми личи по она народната посмрт болест. Србите тоа го викаат, касно стиже Марко на Косово. Ние државата ја загубивме од Соросовите банди, странските криминални амбасади, домашните орди, и наши, и албански. И сега веќе посетата на Москва е повеќе протокол отколку било што посериозно. Од друга страна, после тоа е најавено, јас не може да ги добијам правите информации од председателскиот кабинет, и од тамо не добивам информации, не се забраните информации за мене. Се обидувам посредно, околу, од вамо, од тамо. Си има своји протежирани новинари, председател Ѓорги Иванов. Ја не сум во тие, далеко сум, напротив. Но се едно, оно што разбрав е дека денеска попладне, приквечер, тој доаѓа во Рим, а ќе биде примен од папата во петок на 26. Сега само 26 не е 24, а денеска на 24 на моштите на светите браќа ќе бидат оние кои полагаат исто така право на нив, иако незаконско, неисториско, лажно, меѓутоа полагаат право, а ние нема да сме тамо да си го одбраниме нашето право, а тоа се соседите од истокот, бугарите. Значи, татарите ќе се поклонат на денот на Свети Кирил и Методи, на гробот на Свети Кирил и Методи и ќе отидат кај папата, а нас не нема. Тоа мене, искрено, ми дава за право да се сомневам дека почнува да се имплементира се уште не подпишаната, меѓутоа во преговори за кои никој ништо не знае, јавноста ништо не знае, никој не информира, ни официјални служби, ни владини служби, ни службите на председателот на државата, ни универзитети, ни МАНУ, ни луѓето кои се вклучени, не ни знаеме кои се вклучени во тие преговори со бугарите. Меѓутоа ми се чини дека полека се почнува да се на неподпишан договор да се обработува агендата, каде што еден од основните услови на бугарите е да не полагаме право на нашите просветители. Да се откажеме од нив. Како што албанците бараат да се откажеме од безмалку пола Македонија, веќе не е 1/3, со повеќе се лицитира.
како што србите бараат да се откажеме од црквата, односно да бидеме под нив, односно го пееме нивниот прв поп, како што грците бараат да се откажеме од името. Ете така си се бараат и овие, како се викаат, бугарите, да се откажеме од нашите светли ликови. Кирил и Методи, Самуил, Гоце Делчев, Даме Груев, Јане Самдански, се живо. Така да, ние сме на еден пат, важно е да сме свесни, тоа е многу битно. Ние сме мали, немоćни, неколку луѓе сме, малку народ е во Македонија, нели? Не сме ние некоја светска сила, меѓутоа важно е, што викам Мирка Велиновска, да не се продаваат тапиите. Значи, формално правно, меѓутоа и да не се губи мислата, оти не може единствениот слободен простор кој никој не може да ти го зароби е мозокот. Тука не може да влезе ни полиција, ниту може да му изрече суд затворска казна, ниту може го промени мозокот, мислата, идејата е најслободното нешто на светот. Плюс, тапиите се оние што се наши. Кој што купил, кој што имал дедовина, прадедовина, нива, едно, друго, трето, да не ја дава, да не ја продава, да остане наша, затоа што има и други времења. Сме ми имале ние и полоши времења од ова. Нас не цепеле и Римско царство, и Византија, и Готи, и 300 чуда, и Австро-Угарци, Пиколомини го запалил овој град. И се до безсвест може да бројам и турци, и срби, и бугари, и фашисти, и италијани, и германци, се. И во рамките на СФР Коси, Удба, сите. Па се уште живееме, се уште е духот наш, тука се уште знаеме кој сме и како сме, на која територија сме, и се уште знаеме да ги препознаеме предавниците во државата. Значи, во рамките на нашите сограѓани, во нашите редови. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Миленко Недолковски, попладневно радио шоу започнува. Houston, we have a problem. Не започнува, при крај е, меѓутоа сепак е попладневно радио шоу. Горди македонци, сестри и браќа, од студиото на Радио Слободна Македонија ви посакувам убава празнична вечер. Спокоен викенд, среќа, здравје и берекет, и ви порачувам дека Македонија и македонскиот народ никој на светот никогаш со ништо не може да ги унешти. Македонија вечна, Македонија на македонците, пријатно и со здравје. Gentlemen. It's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.